Со пресна погача, запалена свеќе и тивка молитва во уста, верниот народ денеска во манастирот во Светениколското село Богословец ги одбележа двата големи христијански празници Спасовден и Свети Јован Богослов, кои годинава се сретнаа во изден. Повозрасните жени со потекло од ова место, со песна сплетоа венец од шарени китки и босилек, символи на здравје и нов живот. Во манастирскиот двор свештеникот освети вода, од која верниците со смирение полнеа за здравје и мир во домовите. Денешниот празник уште еднаш ја потврди силната вера, сплотеноста и вековната традиција, што се негува во Богословец. Се најубаво. Здравје, живот, љубов, слога, мир. Што друго? Па од време се празнува. Здравје, убавина и секогаш да си доваѓаме тука. Не само ние, и другите луѓе да дојдат да почитаат. Ланската година беше владиката Свети Стефан тука. Најстара црква е во овој реон, 1866. Денеска, утре исто Свети Никола Летна, Свети Јован Богослов. Да, здравје, живот на сите да и дадат. На млади, на стари, на старите да видат. Здрави, живи да видим и се неубаво. Па здравје нека дава Господ на сите и на нас и тоа. Мир, државата и така. Да. Па ја како памтам тука сум. Како посебно нас не одржува овде самата црква, храмот. Можеби слушателите, гледачите не знаат, овој храм е посветен на светиот апостол и евангелист Јован Богослов. Многу го мешаат со Свети Јован Крстител. Меѓутоа, јас уште еднаш ќе потенцирам. Значи, еден од 12 апостоли на Господ Исус Христос и што најдолго време е со него и на Голгота и на најтешките денови е светиот апостол и евангелист Јован Богослов. Од време ли го празнуват? Да, само да кажем, дозволете, тоа е еден и од четворицата евангелисти, што заедно со Марко, Матеј и Лука го имат напишано и Новиот Завет, односно Светото Евангелие. Некогаш овие празници се славеле 3 дена, велат возрастните граѓани кои многу добро се сеќаваат на дамнешните времења. Пеење стари песни и излегување сред село, одење на визита, сето тоа преточено со ора и обичаи. Денеска идат гости, вечер ќе дојдат црква и оро и тоа иво, а утре па се собираат, пеење има, па излегуваат горе на ридот. Таму има крст, и сите излегуваат таму, па таму трчаа, се надпреваруваат, кој за здравје, кој за деца, кој за мажачи, за се нешто трчаа таму од тој ред, па доле, па горе ќе испаднат. Трчање имаше сето тоа, секаде изнаместено кисели млека, убавини, сукано, песни, и ќе се руча, и па да сред селото беше таму, па тапани, па играње, па пеење, тоа се. Тој ден па ќе преспијат, утрето ручок ќе се направи, ќе ручат гостите и тога дури ќе се од 3 дена го славевме тогаш. Инаку празникот Јован Богослов менува ден, но никогаш датум. Додека вознесението Христово, односно Спасовден, менува датум, а никогаш ден и секогаш се паѓа во ден четврток. Годинава и обете празници беа достојно одбележани.